И поздрав друштво, денеска збориме за некој од вас омилена тема, за некој неомилена тема, а тоа се клонови. Имам спремено некој клон парфемчиња што се не многу, ама скоро иста верзија од оригиналите. Вреди да се пробаат и вреди да ги имате во ваша. Сите го знаете, најновиот парфем на Chanel, Bleu de Chanel, а тоа е l'exclusive. Риф направија парфем едно на едно, а тоа е Рифс Сезон Дрифт. Овој парфем остава впечаток на свежина, чистота и модерен стил. Трајноста за свеж парфем му е 8 часа. Овој парфем го имам 2 дена и верувајте ми дека не може да му се изненадувам колку што е добар. Рифс Сезон Дрифт. Жан-Пол Готје, Лебо, Paradise Garden. Кој друг ако не Латафа, Наждие, Интенс, свеж, тропски и енергетичен мирис, кој нуди перформанси одлични за цена. Верувајте ми дека за 20 евра овој парфем е супер летен мирис што привлекува внимание и е одличен избор. Латафа, Наждија, Интенс. Марк Антон Бароа, Ганимед. Кој друг ако не Парис Корнер, Celestial. Ова е најдобра направена верзија на Ганимед. Мирисот е како книга. Кога отворите нова книга, у средината убаво, чисто, заводливо, секси, за навечер, за излегување. Топ, пилна препорака. Многу од вас мисла дека Латафа Асад е најдобра верзија на Dior Sauvage Elixir. Но верувајте ми, ако го пробате овој парфем од Зимаја Zucruf Black, ќе останете во шок. Одлична трајност, парфем со впечаток и многу подобар од Латафа Асад. Зимаја Zucruf Black. И на крај секако доаѓа God of Fire или Латафа Opulent Dubai. Екзотичен, овошен и неверојатно привличен мирис. Цитрусен, ананас, за лето, за излегување, за базен, за на одмор, за на плажа. Силна препорака за сите. Латафа Opulent Dubai. Пишите во коментар кој е вашиот омилен и правиме наредно гледање. Не заборавајте лайк, subscribe и follow. Чао!